се наоѓам во музеот на градот во една прекрасна изложба која е постојана, која што ќе биде постојана поставка, носи наслов Музеј Кустос на градот. Ке разговарам со Славица Христова, која што е кустос, советник, етнолог. Добро утро, како сте? Добро утро, ви благодарам на посетата и се надевам дека ќе уживаме во презентирањето на изложбата. Навистина, веднаш кога влеговме, не обзема една убаво чувство, се наоѓаме во Музеот на град Скопје, меѓутоа не врати многу наназад ова поставка. Веднаш сакавме со снимателот и разгледувавме и фотографии и експонати од кога. Ова е еден и хронолошки, културолошки, историски, буквално сите сегменти на градот Скопје. Верувајте, задоволството е и наше, бидејќи по многу години ние успеавме да направиме една мала, еден скромен обид за постојана поставка, која идните години треба да се развива, да се надополнува, да користиме нови медиуми, современи за презентација на музејските предмети и секако за приказната на градот. Кажавте дека буквално сите се вложивте во овој проект, заеднички проект со многу љубов и многу труд. И може ли да не кажете колку време подготвувавте и најстариот експонат, каде што можеме историски да кажеме или од културолошки аспект, од која година дати? За многу векови се работи, има многу стари и значајни предмети, а ние сите колегите од Музеот на град Скопје, бидејќи ние сме неколку оделенија, значи археолошко, историско, историја на уметност, етнологија и архитектура. Сите колеги решивме заеднички да направиме обид, да избереме од мноштвото музејски предмети кои ги имаме, кои се најважни и кои се најкарактеристични и секако да се задоволи чувството овој предмет е најстар, навистина. Поставивме, значи, над 150 музејски предмети во овој нов дел на постојаната поставка, додека во археолошката поставка, која од 2000 година има исто така многу предмети, и тие се најстарите предмети. Значи, потекнуваат од 8500 години пред нашата ера од неолитот. И навистина, да. И кога човек ќе размисли за колку векови се работи за културата и историјата и сите прилики во градот Скопје, навистина тоа е многу интересно и многу големо задоволство, бидејќи градот во историјата поминал многу премрежја. Значи, од неговото постоење, од освојување, од војување, од менување на освојувачки војски, од природни непогоди, земјотреси, катастрофи, уништување, палење. Значи, он секогаш успевал некако да се издигне, да стане пак значаен трговски град, бидејќи неговата местоположба многу допринесува за тоа. Тој низ вековите бил многу интересен град, се судрувале патиштата на истокот и западот, па дури и факт еден што мене многу ми беше интересен по освојувањето на османлиите. Во 1392 година градот Скопје заедно со градот Едрене биле два европски града, престолнини во Отоманската империја, бидејќи после 60 на години османлиите го освоиле Цариград. Тоа како факти, како податоци што ни ги кажувате, Скопје има едно тло цврсто, јако, и мораме да се гордееме со ова што го имаме. Скопје сега е многу урбанизирано, и со снимателот Јане Марковски, кога гледавме оваа зад нас фотографија, таа е од 70-тите, од кога е? Така е, 70-тите години, и таа фотографија има голема историја, бидејќи е поставена тогаш во музеот, па беше, бидејќи е многу тешка, беше ставена меѓу два зида, па со реновирање на музеот се извади и ние искористивме и дадовме нов живот. Така, и сакавме да кажеме доколку од сегашна перспектива би се ова фотографирало, можеби нема да го препознаеме Скопје што го гледаме 70-тите од минатиот век. Исто така и часовникот е оригинал. Тој е перонски часовник, бил поставен на пероните на железничката станица, заедно со оваа метална врата, која е исто така перонска врата.
Одлично. Од железничката станица. Значи, Сега зборувате вие за овој изглед на градот, зборувате и за денешниот. Да. А замислете како изгледал градот низ вековите. Значи тоа средновековно Скопје, Скупи, како изгледал градот кога го освоиле османлиите, како прераснал во еден град со османлиски манири, па како постанал во периодот меѓу двете светски војни и почетокот на 19 век веќе европски модерен град, се проширил од левата страна на реката Вардар на десната страна. Навистина импозантни се приказните. Само сакам да ве прашам, споменавте дека имате мноштво експонати, артефакти и докази, фотографии, сега да не ги набројувам сите. Навистина изборот беше тежок да се одвои на најважното. Така Знам дека за вас можеби се е важно. Така е, се беше важно. Ние сакавме преку предметите да раскажеме одредена мала приказна, но таа мала приказна на предметот ја пополнува сложувалката за градот. Значи има предмети кои се навистина и за мене, бидејќи јас сум етнолог, а колегите кога ги избраа своите предмети од музејските збирки од своето оделение, јас навистина бев изненадена колку информации, колку убави приказни има. Сакам да споменам, ја вака ќе се завртам. Тука во наша непосредна близина има фотографија и од Ристичевата палата и одвоена е навистина. Секогаш кога зборуваме ние новинарите не можеме да ја одминеме и како белег на градот, меѓутоа еве многу ми е драго што сте ја одбрали и буквално е тука во постојаната поставка. Па тоа е во периодот меѓу двете светски војни во Скопје имало тренд на голема архитектонска активност и урбанизација на градот и почнале да се градат многу јавни објекти, но не јавни објекти, туку и приватни, кои ги нарекувале палати. Една од нив е Ристичевата палата. И таа била навистина импозантна и ден денес ја имаме, што е голема, нели, убава приказна. Да, ни го краси плоштадот. И во неа во 1926 година е монтиран овој прв лифт во Македонија, а го донеле од Италија. Да. А во 2011 ни го поклониле на музејот на град Скопје, што е навистина преубав куриозитет и ми е драго што е тука. Славица Христова, навистина ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на македонската телевизија. Ги поканувам сите оние што сакате да ја видите историјата, колку е богата со култура, колку е богата со археологија и со сите овие артефакти, дојдете во музеот на град Скопје, преубаво ќе се поминете, има секој експонат има своја приказна. Ке ви се заблагодарам уште еднаш за директното вклучување. Ви благодарам и на вас. И се надевам дека ќе имаме многу публика, бидејќи тоа е нашата главна цел.